Добар ден, драги дечиња, мили мои другарчиња. Јас сум воспитувачка Благица од градинка Стибо, клон Виножито, Штип. Најпрво, поздрав до дечињата од малата група од градинка Виножито. Многу ми недостасувате и голем поздрав до сите вас што не гледате. Пред да започнам со една убава приказна, најпрвен да видам дали вие знаете колку прстиња има на вашето раче. 1, 2, 3, 4, 5. Палче, показалче, среден прст, домал прст и мало прсте. А да видиме дали знаете да изброите наопаку или обратно, одназад. 5, 4, 3, 2, 1. Браво, дечиња! Ќе ви кажам една кратка стихотворбичка за 5 прстиња. Ова прсте дрва сече, гора ечи. Ова прсте дрва влече, дома влече, пот му тече. Ова прсте дома седи, дрва реди. Ова прсте вогин клава и вечерица им дава. Малечкото сал се смее, јаде, пие и се грее. А сега да започнеме со една убава приказна која што се вика Малото џуџе кое мораше да остане дома. Малото џуџе беше збунето. Зошто мора да остане дома? Зарем не знаат сите колку малите џуџиња сакаат да шетаат? Не можеше да оди во училиште за џуџиња. Не можеше да игра со своите пријатели во шумата. И неговите пријатели не можеа да го посетуваат. Малото џуџе беше заробено во својот дом во дрвото. Тоа барем можеше да наблюдува од својот прозорец, низ камењата и корењата на дрвото. Малите мравки брзаа. Бубачиња со разни бои скокаа горе-долу по листовите. А зајачињата со големи уши скокаа во дупките, па се враќаа повторно назад во нив. Ајде да видиме на сликата, да изброиме колку мравчиња има. Заедно. 1, 2, 3, 4. 4 мравчиња, браво деца. А бубачиња има многу, но можеме да ги именуваме кои се. Ајде да видиме, размислете, гледајте. Јас гледам скакулче, мува, бумбар. Гледам пеперутка, бумбар, бубамара, комарец. Гледам и мравче, и пчелка. А да видиме колку зајачиња има на сликата и по колку ушиња имаат зајачињата. Браво, дечиња! Да продолжиме со приказката. Но дури и со сето ова кое можеше да се наблюдува, малото џуџе стануваше нетрпеливо. Зошто мораше да остане дома? Нему имаше смисла тоа што не може да шета. Тогаш мајката дрво му прошепоти. Нештата не се онакви какви што беа, но верувај ми, набрзо ќе бидеш повторно слободно. Верувај ми. Малото џуџе знаеше длабоко во своето срце дека секогаш може да и верува на мајката дрво. Па мајката дрво ја содржеше мудроста на целата шума. Мајката дрво знаеше се. Птиците и ветерот беа нејзини пријатели и гласници. Тие ја посетуваа секој ден,
споделувајќи ги со неа новостите за големиот и простран свет. Малото џуџе можеше да ги слушне птиците кога доаѓаа. Можеше да ги слушне како пеат високо на гранките на мајката дрво. Малото џуџе можеше да види кога ветрот доаѓаше. Можеше да ги види гранките како се нишаат наваму натаму. Понекогаш мораше и да го затвори својот прозорец, за да се заштити од листовите и прашината, предизвикани од овој немирко. Секој ден, мајката дрво продолжуваше да му шепоти на малото џуџе. Нештата не се онакви какви што беа, но верувај ми, набрзо ќе бидеш повторно слободно ти. Верувај ми, верувај ми. Па малото џуџе мораше да ја верува и мораше да чека. Знаеше дека наскоро ќе биде слободно за повторно да шета во убавата шума. А додека чекаше, беше изненадено колку многу работи можеше да ги прави во својот мал, удобен дом во дрвото. Малото џуџе може да игра. Малото џуџе може да пее. Малото џуџе може да свири. Малото џуџе може да готви и чисти. Малото џуџе можеше да црта и слика. Малото џуџе можеше да чита. Ајде, дечиња, размислете, што друго може малото џуџе да прави дома? Заедно со вашите родители можете да размислите што се и вие можете да правите дома овие денови додека не одите во градинка. И да си нацртате кои се активности може да ги правите или која активност ви е најомилена сега додека седите дома и чекате да дојде денот за повторно да се сретнеме во градинка. Чао, ве сакам!